Почитувани слушатели, ви посакувам Божји благослов. Оправдување на грешникот. Што е тоа оправдување според Библијата? Оправдување на грешникот. Оправдувањето е Божји акт или дело со кое Бог го ослободува грешникот од оптужба и ја отстранува опасноста од суд и казна. Според мене, тоа е најдобрата дефиниција за оправдувањето на грешникот. Оправдувањето доаѓа во мигот кога грешникот или грешниот човек се обраќа кон Бог и преку вера го прима Божјото опростување. Овие две нешта, вера и опростување, се основа на новозаветната наука за оправдувањето. Треба да се истакне како важност дека самото оправдување е чин на прогласување. Во оригиналниот текст, дикаио подразбира прогласување на некого дека е праведен. Оваа вистина е поддржана во Библијата на многу места. Например, во посланието до римјаните, оправдувањето го зазема главното место во пишувањето на апостол Павле. Тој објаснува дека е откриена или објавена Божјата праведност, која работи од вера во вера. Тој пишува, зашто во него се открива Божјата правда од вера во вера, како што е напишано, праведникот ќе живее од верата. Тоа е запишано во Римјаните, 1 глава, 16 и 17 стих. Праведноста преку Христос станува реалност за нас, кога ја прифаќаме со вера и во вера. Праведноста за која зборуваме се темели на Исус Христос. Во Римјаните 3 глава од 23 до 26 стих е запишано: зашто сите сгрешија и им недостасува Божјата слава, но се оправдуваат од неговата благодат преку откупот во Исус Христос, кого Бог го постави за жртва на помирувањето преку вера во неговата крв, за да ја покаже неговата правда во пропуштувањето на поранешните гревови, во времето на Божјото долго трпение, та да ја покаже својата правда во сегашно време, за да биде самиот праведен и за да го оправда оној кој е од верата на Исус. Ако дадеме анализа на самиот текст, тоа би изгледало вака. Прво, сите луѓе се грешници. Второ, на сите им треба оправдување, бидејќи сами не може да ја стекнат. Трето, Бог го постави Христос за опростување на нашите гревови. Четврто, врз темел на Исусовото дело, Бог нас не прогласува за оправдани. Петто, преку оправдувањето Бог слободно ни ја подарува неговата милост, прифаќајќи ја преку вера. И шесто, правејќи го ова дело, Бог е праведен и оправдува. Јасно е од самиот текст дека Бог не може да го прогласи грешникот за праведен, туку грешникот го прогласува за оправдан. Разликата е во тоа што Бог не може некого да го направи праведен кога е грешен, туку врз основа на Божјата праведност и заменска жртва Бог го оправдува грешникот. Темелот или основата на ваквото прогласување за оправдан грешник е Господ Исус Христос. Ова дело на оправдување се постигнува само преку вера. Во Римјаните апостол Павле дава добар пример со Аврам, дека тој се оправда пред Бог преку вера. И вели, но што вели писмото? Авраам му поверува на Бог и тоа му се припише или засмета за праведност. Римјаните, 4 глава, 3 стих. Тука Павле го цитира од Битие 16 глава, 6 стих. А во Евреите 11 глава се набројуваат хероите на верата кои ја постигнаа посакуваната цел. Интересно е да се нагласи дека тие старозаветни луѓе цитирани во Новиот Завет не се херои на законот, херои на моралот и етиката, дисциплината и самодисциплината, туку се наречени херои на верата. И во Стариот Завет, како и во Новиот,
Верата е основа за богоугоден живот и оправдување. Во пророкот Хабакук, 2 глава, 4 стих е запишано: а праведникот ќе живее преку верата. Ова мисла од Хабакук Павле ја има убаво разработено и напишано во Галатјаните 2 глава 16 стих. Велејќи: но бидејќи знаеме дека човекот не се оправдува од делата на законот, туку само преку верата во Исус Христос, и ние поверувавме во Христос Исус, за да се оправдаме од верата во Христос, а не од делата на законот, зашто од делата на законот нема да се оправда ниту еден човек. Па така може слободно да се каже дека оправдувањето никогаш не доаѓа врз основа на човековите дела. Од гнилото дрво не се очекува да излезе здрав материјал за правење на нешто што му е потребно на мајсторот. Туку за да се направи нешто квалитетно и вредно, треба здраво дрво. Павле во овој текст не прави разлика дали се некои евреи или незнабожци. Туку за сите важи истото правило, дека оправдувањето доаѓа врз основа на Божјата милост за сите. И вели: зашто по благодат сте спасени преку верата, и тоа не од вас самите, тоа е Божји дар. Ефесјаните 2 глава 8 стих. Оправдувањето во суштина е ослободување на човекот од осуда и враќање кон Бог како и живење угоден живот пред Бог. Тоа е нова состојба. Тоа е положба на човекот пред Бог, со што се отстранува казната за грев. Тоа е опростување на гревовите, така што на човекот преку тоа му се отвораат нови можности за уживање во Божите духовни благослови. Со оправдувањето Божјата добра волја е свртена кон човекот. И така, бидејќи оправдани преку верата, вели Павле, имаме мир со Бог преку нашиот Господ Исус Христос, преку кого и пристапивме со вера во оваа благодат, во која стоиме и се фалиме во надежта на Божјата слава. Римјаните 5 глава, 1 и 2 стих. Во ова гледаме неколку вредности од оправдувањето. Прво, основата на оправдувањето е преку Исус Христос. Второ, услов за тоа е да се оправдаш преку вера. Трето, отстранувањето на вината донесува плод, мир со Бог. И четврто, новата положба е тоа што преку вера сме пристапиле во оваа милост во која стоиме. Оправдувањето е Божјо дело, преку кое Бог го оправдува грешникот еднаш за секогаш. Тоа не е привремено, или до мигот додека човекот не падне во некој престап, што не му е по волјата на Бог. Ова е еднократно доживување. Не треба на христијанинот уште едно оправдување ако се случи да сгреши, бидејќи тој има нова природа, ќе побара прошка од Бог, но веќе тој не сака да греши како кога бил неоправдан. Но се наметнува прашањето, поради што се оправдуваме преку вера. Верата не е лично дело на грешникот кој се кае, туку Божи дар. Таа е дар и одговор на Божјото дело кон луѓето. Тоа што Бог го направи е важно. Тоа е една од причините поради што се стекнува оправдување преку вера. Има уште една причина. Верата е сеопфатен принцип на христијанскиот живот и без вера нема живот, така што самата вера станува услов за оправдување. Верата е предуслов за сите останати христијански вредности: наново раѓање, посвојување, посветување, спасение, прославување, вечност. Сите овие се плодови на верата. Така и со оправдувањето. Во Евреите 11 глава 6 стих се вели: а без вера не е можно да му се угоди на Бог. Ќе додадеме на тоа дека без вера не може ништо да се добие. Оправдувањето преку вера е во тесна поврзаност со вредностите на христијанскиот живот. Преку тоа оправдување се отстранува пречката помеѓу Бог и човекот. Преку него ни се овозможува служење на Бог. Ако тоа не се прифати на начин како што Бог сака, тогаш служењето на Бог не е вистинско служење. Ако луѓето сакаат на поинаков начин оправдување,
Zapaѓаат во јудеистички начин на служење кој води кон осуда и заблуда. Зашто преку човечките дела не е можно некој да му угоди на Бог? Во некои традиционални формални цркви се учи дека оправдувањето е постепен процес кој се остварува преку целиот христијански живот. Според нив, нужно е покорност и самодисциплина за да се дојде до оправдување. Слично на јудеизамот. Според нив, оправдувањето се случува во зависност од нивната посветеност кон Бог. Тоа е антибиблиско учење, иако во ушите звучи добро. И затоа, во таквите формални цркви никогаш нема сигурност на спасение, зашто не знаат како ќе живеат понатаму, сметајќи на слабоста на нивното тело, а токму од тоа зависи дали ќе бидат спасени. Затоа кај нив често пати се нагласува одрекување, постови, дисциплина, воздржливост и така натаму. Во нивната теологија се нагласува дека оправдувањето е траен процес, па и Христовата смрт како траен процес кој не оправдува, мора да биде траен процес. Врз основа на таквото тврдење, тие постојано имаат потреба од повторување на Христовата жртва во вид на миси, што на латински јазик значи отпуштање, а преносно значи богослужба. Тоа повторување на Христовата жртва во мисите не се довршува во текот на животот, зашто никој не умира потполно оправдан. Па оттаму произлезе идејата за чистилиште. Чистилиштето е посебно место после смртта каде што се довршува спасението, но тоа е заблуда и погрешно. Во молитвата, Татко наш, Исус не учи постојано да се молиме за опростување на гревовите. Со тоа што се молиме, постојано да ни бидат простени гревовите, укажува на постојан процес на посветување, но во никој случај за оправдување. Тоа е желба и силен копнеш да се биде посвет и посвет да му се угоди на Бог. Нашиот начин на оправдување за некој изгледа неправилен, бидејќи немало моралност во тоа. Па велат дека не е дозволиво Бог да го прогласува некого за праведен, а не е тако во суштина. Нашиот одговор е овој. Христијанството не може да се разбере ако не се земе во целина. Ако многу библиски текстови се одвојат еден од друг, многу лесно може да се заскита во погрешно толкување. Тоа е веќе факт. И оправдувањето треба да се гледа од аспект во една целина, а не одвоено, особено во новозаветната вистина. Самото оправдување доаѓа преку Исус Христос и тоа вклучува жива вера која не се уединува со Бог во вистинско заедништво. Оправдувањето е во блиска врска со наново раѓањето кое го менува животот и животот добива морални вредности слични на Божите. Оправдувањето е во блиска врска и со посветувањето и прославувањето. Оправдување преку вера не е спротивно на етичките принципи и барања. Основа за оправдување е откупот, а откупот е дело на Божјата љубов. Божјата милост ги има сите морални квалитети. Оправданиот човек е распнат со Христос. Преку Адам гревот се пренесе на сите луѓе, а така е и со оправдувањето преку Исус. Секој што ќе поверува во него ќе добие оправдување и ќе биде распнат со Христос. Гревот нема да владее над него. Исусовата смрт е смрт за сите луѓе, затоа беше наречен човечки син, син за сите луѓе, човек на сите луѓе и човек за сите луѓе. Ако поверуваш во него, ќе бидеш и ќе добиеш вечен живот, бидејќи оправдани преку него, имаме мир со Бог, нема веќе непријателство, ќе живееш во присутноста на Бог сега и за секогаш. Амин.